Како сме? Супер сега за сега. Уште една млада душа во телевизија за млади. Така, да. Кога почна кариерата ваша? Кариерата... Новинарството, Да. како ве киднапираше таа професија? Јас ќе ви кажам. Таа професија ме киднапираше внатрешно, затоа што бев немирна душа на еден начин. Многу го сакав македонскиот јазик, сакав да бидам спикер, сакав да бидам новинар, сакав да влезам во душите на луѓето. Да малку проникнам во како размислуваат, што мислат, каков им е животот, како им минат деновите на еден начин, што слушаат, што им е нивна преокупација. И сето тоа се преточи во една голема шелба. Јас завршив, дипломирав книжевност, меѓутоа, никогаш не посакав да бидам професор, но едноставно сакав микрофон во рака и да бидам новинар. И едноставно сама се киднапирав во тогашно Радио Кавадарци. Конкурирав, така започнав, да, Радио Кавадарци во Кавадарци. И пред многу години, да речам, ево е млада телевизија, младите да ги поучам дека ако нешто намислат, нека го направат тоа со душа и со срце. Подготовката секош е потребна, а посебно и од искусни новинари можат да се консултираат. Кога да приде, например, соговорник на тема разговора, треба претходно да биде подготвена. Ако не биде подготвена, може и интервјуто да пропадне, така не е. Но, ако е поискусна новинарка, тогаш, например, за постари, вие сте млади, ја ви посакувам многу успех, но полека ќе созреете, нели, на еден начин, а вашите колешки секогаш да бидат теренски расположени. Теренскиот дел е најубавиот дел. Дали има функција тоа да го имаш од внатре? Да. И колку е пресудно? Ќе ви кажам. Јас и кога со вас сега разговарам, веќе размислувам која ќе биде следната емисија. Кој со говорник. Значи, секогаш треба да бидеш внатрешно, со душа и со срце, преокупиран со полно теми. Јас можам да готвам, можам јас и со мои пријателки и пријатели да седам, но секогаш јас размислувам како новинар треба во следните 3-4 часа или вечер на ТВ да има емисија од мене. Колку години поминавте во Радио Кавадарци? Па во Радио Кавадарци помина 25 години. Потоа се преточи во телевизија, потоа станав и директор на Радио Телевизија Кавадарци и водев и директор и маркетинг менеджер. Но водев и емисии во студио. Од комерцијални програми, од документарни гости во студио, од градоначалници, од локални парламентарни избори, еве политика нели да не мешаме, но сепак сето тоа е во прилог на онаа широколика програма. До едукативни емисии. И забавни. И забавни. Забавните ми беа посебно Кој е најмил гостин што сте го интервјуирали? Па најмил гостин кој што сум го интервјуирала, барем за мене, е Владо Јаневски. Барем како пеја, затоа што тој е од кај нас. Нели знаете, не, тој е кавадарчанец. Да, од село горе. Меѓутоа и не само Владо, беше во почетните години кога се пробиваше. Меѓутоа еве да одиме малку и во северните краеви. Или така, потоа тие сите беа наши гости. Ако ви кажам дека вие сте млада телевизија, но можете и тој ресор да го проширите, зошто да не? Не, забрането е кај нас Турбофокус. Сега овие што ги спомна ќе ги цензурирам исто како да сте опција. Добро. А иначе од македонските од Блага Петревска, па се до Благица Павловска, па се до Лидија Кочовска, имало ли некој сите што тие. ви било тешко да го интервјуирате онака? Никогаш. Јас ќе им кажам на младите колешки и ќе ги поучам. Ако придете со насмевка и ако придете со она што веќе сте подготвени да го прашате и му дадете серија на сет на прашања кои што секако ќе му одговарат, тогаш еден убав пријателски разговор претходно со кафе и со пијалак, секако дека интервјуто ќе помине. Под прашањата. Важни се. Јас да ви кажам, јас новинар сум кој не мирува и во овие години, јас секој потпрашувам, како и вие сега мене. Пишувате ли? Малку, повеќе во соговорникот гледам и веднаш малку читам за него претходно биографски податоци и така, и потоа и негови песни слушам ако се работи за пејач, ако се работи за документарна емисија. Тогаш одделот на екологија или одделот на сликарство или било што, или копаничари и така, за разни емисии. Или емисии за село. Од целиот работен опус, која ви е најдрага емисија или кој е најдраго дело што сте направили? Најдраго дело за мене, има две најдраги дела, тоа се два вида на емисии. Едната е, тоа се вика Живот за решетки, со затворениците директно во лице. И таа доби златна плакета. Кога ја снимавте? На денови на Македонското радио пред 15 години во Идризово.
Се отвори или Замислете. затвореници? Се отвори. Ќе ви кажам на кратко, нека слушнеме цел свет. Јас бе првата новинарка која што придов и која што ликот не беше заматен, него и ги прашав дали сакате лично, а то се тешки засторници кои што убиле и сопруг и сопруга заради некој долг директно и го објаснува самиот чин и седи пред мене. Да, и ново со придружба, нели? Потоа тоа јас го исто така емотивно го донесов со делови пасоси, нели, текстуално и потоа извадоци од нивните може. Па ќе се потрудам на еден начин да ве информирам, да можете да ја видите таа емисија. Таа е една од најубавите. А најмногу што се гордем, тоа е моето село. Тоа е проект кој што пред 7 години го почнав. Цела Тиквешија, тогаш Тиквешко по Вардарски регион, станавме регионална телевизија, а сега повторно после 7 години К1 од ТВ-та се преточи значи во К1, тоа е веќе во Велес и треба тие емисии да продолжат. Инаку за телевизија Тиквешија, значи за наша ВРТК во ТВ-та и јас снимив 56 села. 56 села. Да, тоа се и Велес, значи и Велешки села, Бистрица, ке се сетат по Вардарието. Нашите сите, Кавадарци, Росоман, општина, Неготино, Градско, Ваташа село, тоа е во делот на Кавадарци. И Велес, Демир Каписки села. И каков е пречекот на луѓе? Прекрасен. Дали сметате дека луѓето од село се погосто примливи од тие во град? Да ви кажам, луѓето само што ќе ве видат, оти малку ги посетуваат новинарите. Еве ви една убава тема и за вашите млади новинарки. Да појдат. Само што ќе се јават ке председателот на местната заедница, тие одма ќе сакат ќе ги отворат вратите широко. И моите емисии имаат свој еден костур, една класика во делот на она што значи разговор. Значи најпрво имаме опис на селото, идеш со инсерти, нели? Влез на село, мала легенда, и потоа со најстариот жител разговараш, потоа разговараш со обични домакинки, потоа разговараш со земјоделци, младија кои има повратници. Која е најинтересната приказна од тие 60 на село? Најинтересната приказна е село кое што е одамна иселено. А тоа е село Брушани. Нашите кавадарчани го знаат тоа село, Тиквешкото езеро, мораше да се потопи селото. Јас како искусен, Полошкиот манастир. Јас како искусен новинар само можам да кажам дека ги донесов луѓето кои што одамна се иселиле. Стар еден соговорник имав 87 години. Гледаше во земјата и вика: "Овде беа кујчите." Обезбедив архива, стари снимки црно-бело на слики. Сликата оди, тој зборува и гледа во земјата. Гледа во урнатини. А јас давам слика каква било школото. Село кое го нема. Така се викаше емисијата. Се ме разбирате. Да. А гледаме само во водата. И почна да бранува, што значи тоа се емисии. Треба младите да ги треба младите, искрено да ви кажам, да. Кој сака нека дојде. Може и со мене да дојдат по селото. Долари, Париз и Њујорк, ама како што си е дома. Не, како дома никаде нема, да ви кажам. А селскиот амбиент, тоа е нешто прекрасно. Нивните за избрчкани лица, избрчкани раце. Прво ќе се насмеат со солзи радосници, потоа ќе дојде носталгијата, ги напуштиле старите, ги напуштиле младиве, отишле по своја екзистенција, миграцијата галопира во некои села, посебно планински села, и останале сами. Но нивната трпеза, да ви кажам дека е преполна со специјалитети. Се. Од она што значи прекрасен бурек, направен директно под вршник. Така. Па се до она што значи суво месо, што значи полнети пиперки, па топено. Во горните села има сега, меѓутоа патиштата им се малку. Локалната самоуправа, еве да не биде се црно, прави напори. Но има села Рицко-Планински горе над 1000 метри, каде што кога ќе се качите да знаете дека таму ќе уживате. Тоа се воздушни бањи. Се ме разбравте? Да. Сега работиме на една тема, а тоа е селскиот туризам. Колку ќе успееме руралниот регион малку да се активира. Руралниот лекар, каде е? Руралниот лекар, старите луѓе не може да слезат и да се качи кога патиштата се упропастени. Значи мора да се работи и на таа. Нормално дека и владата, и локалната самоуправа, и градоначалниците прават напори, но не е доволно. Треба уште, затоа што до половина е направен, половина го нема. Како ќе се качиме горе? Мораме со трактор да одиме. Со тракторска приколка, верувајте. Со магариња? И со коњи, со се. Па врнело, па грмело.
И така. Исто така и пеете покрај новинарството. Да, затоа што морам сега да кажам дека моите родители се песнопојци биле, меѓутоа не. Оно што значи приватно од А и срце. таткото ви е И фудбалски таткото тренер. е легенда, почината легенда на фудбалот, Начо Тотовски. Начо Тој е Тотовски. прославен, победе тренираше, тиквеш, ја внесе во втора лига. Еве малку спортски дух да внесам, нели така? Јас се гордеем со него, он е починат, меѓутоа посебно јас би кога би запеала сега, нормално дека во песната Тагата ќе ја сокрием за сопругот, затоа што тоа беше личност која ме поддржуваше во се, па и во песната. Секогаш викаше, тој е Боро Пешич, кој што викаше Маријана, ти имаш златно грло. Мораш да пееш. Да. Така што Како почнавте? како- Кој ве натера за Да. новинарите пеат? Сега ќе ви кажам. За новинарите пеат, јас иначе многу одамна како студент. И дојда Манифико во Битола, таму студирав. И се бараше вокална солистка. Затоа што Невенка Арсова, нели, Невенка тогаш Кочовска сега, тогаш она беше бремена во Тања Кочовска. И мораше нема солист. И бират од Битола. И јас се јавив, татко ми нели тоа време тренер, како Маријана ќе се јавиш, керка пејачка. Тато јас се јавувам, ќе ја пеам Кукуруку Купалома. Панче Кочовски во Жир. Кога ја почнав Кукуруку Купалома на суво, он стана, ја зеде гитарата и јас се испеа феноменално, нели? Па во кафезот така што е. И тој само рече, прва награда добив пончо и добив нивна, тоа беше лонгплейка, нели? И до 12 вечерта во интернат во Битола го убедува татко ми да одам за Австралија и Мексико. Како вокален солист. Тато рече, па јас тоа и го кажав во еден весник, јас керка пејачка немам. И ми ја запечати кариерата. Но, па затоа успеа пак и како новинар и се, но не престанав да пеам. По дома, но Да, сега, не само дома, не како конференције. Сега, што е работата? Работата е тоа што ја веќе нормално си пејуцкам сето тоа убаво. Не можам без песна, нормално. Мајка ми беше многу радосна и среќна, а брат имав, кој што почина, пееше одлично мексикански. Али почина млад. И така, ете и во име негово. Да, и сестрата ми вика и Лилјана Илиева, ако знаете Трио Гранде, нивната мајка, на едниот вика Маријана има новинарите пеат. Па што не појдеш? Мајде реков нови години ќе појдам ќе пеам. А бајде реков ако не повеќе од желба на еден начин, ево од кејф што вика. Ке се пријавиме на новинарите пеат, па што сака, нека биде. Еве младите нека слушаат тоа. И јас отидов во Без пардон агенција и тогаш Вале, еве знае она, и дали вика знаете да пеете? Реков дечко, прашајте само во Кавадарци кој е Маријана Пешич. И тогаш анонимна анкета, не мора ништо друго, ја нема да зборувам, меѓутоа и за песна нема проблем. Mira como ando mujer por tu querer, borracha o apasionada, non más por tu amor, y sin por verte viva, me sigue a la borrachera con obstinación. Tú solo tú, eres cansa de todo, millando en mi desencanto, desesperación. Tú solo tú, has llenado de vudo mi vida, habiendo de vida en mi corazón. ¡Olé! Zaidi, Zaidi, jasno sonce, Zaidi, pomrači se i ti jasna le mesečino Zaidi udavi se žali goro žali sestro dvajca
da žalime ti za tvojite lisjale goro ja za moita mladost tvojite lisja goro sestro pa che ti se vratat moita mladost gorole sestro nema da se vrati